Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Кавадарци синоќа одржа предизборен митинг. Беа промовирани кандидатите за советници, советничката листа и кандидатот за градоначалник на општина Кавадарци Бети Ане Китев. На митингот во градот на грозјето и виното говореше и лидерот на партијата Зоран Заев. Вилета Димитрова како носител на листата на Социјалдемократскиот сојуз вети дека ако граѓаните им ја дадат нивната доверба, ќе изградат нова детска градинка за 500 деца. Ќе ги стимулираат студентите со стипендии, се разбира оние што се најдобри. Ќе отворат младински културен центар кај сегашната Лалуна. Ќе го реконструираат спортскиот центар Јасмин и ќе дадат од себе се за да ги решат сите проблеми на градот. За најмалите ќе изградиме нова детска градинка со капацитет за 500 деца. Родителите повеќе нема да се грижат каде ќе бидат згрижени нивните деца додека тие се на работа. За децата ќе изградиме и нови детски игралишта и помали паркчиња. За учениците ќе ги реконструираме сите спортски терени на подрачјето на општина Кавадарци на основните и средните училишта. Училиштата ќе ги доопремиме со научен материјал за изведување на практична настава. Најдобрите студенти ќе бидат стипендирани и ќе добијат поголема подршка од општината. За младите ќе изградиме младински културен центар на местото на поранешната дискотека Лалуна во градскиот парк. Младите конечно ќе добијат свое капче каде ќе можат да творат, да се дружат и да дебатираат. Во соработка со владата ќе изградиме и старт-ап центар, каде младите, талентирани кавадаречки предприемачи ќе добијат бесплатни деловни простории за работа. За спортистите и рекреативците ќе го реконструираме спортскиот центар Јасмин, со што Кавадарци ќе добие пристојно место за спорт и рекреација. За работниците ќе има огромна подршка во насока на покачување на нивните плати, исто така и во заштита при работа и безбедноста при работа. За земјоделците ќе има многу поголема подршка во субвенции и гарантиран пласман на родот. Кандидатот за градоначалник Бети Ане Китев по деталната анализа што е направил заедно со неговиот тим во изминатиот период, проценил дека е сега вистинско време да се изврши промена на власта. Социјалдемократскиот сојуз на чело со него да ја освои локалната власт во Кавадарци. Од проектите кои ги најави на синоќешниот митинг во Кавадарци, Китев рече дека ќе се заложи за изградба на затворен пазар во Кавадарци. Пред се ќе го гасифицира градот на грозјето, виното, заради тоа што со тоа ќе бидат намалени трошоците за електрична енергија дури за 50%. Освен тоа, Бети Ане вети дека ќе изгради нова детска градинка, ќе се реконструираат сите улици во Кавадарци, а ќе се изградат и 3 нови кружни текови. Во својот говор Бети Ане рече дека ќе се заложи да се продолжи колекторот до село Марена. Со тоа ќе се реши едно од погорливите прашања од областа на јавната хигиена во градот Кавадарци. Ќе се изврши целосна департизација на образованието, рече тој, а за спортот ќе дадеме се од себе за да го ја добие потребната висина, односно потребниот сјај кој го заслужува, односно ќе се инвестира во спортот. Под број 1, наш најголем приоритет за Кавадарци ќе биде Кавадарци да биде гасифицирано. На тој начин граѓаните и фирмите ќе плаќаат поевтини сметки за електрична енергија и до 50%. Под 2, конечно ќе го решиме деценискиот проблем со пазарот во Кавадарци. Ќе изградиме модерен пазар со паркинг простор. Пазарџините и граѓаните никогаш повеќе нема да мрзнат зимно време на отворено. Понатаму, она што е насушна потреба на овој град, тоа и ќе го добиете. Кавадарци мора да добие нова детска градинка и ниту еден родител да нема грижа за своето дете.
Се обврзуваме пред вас дека ќе ги реконструираме сите оштетени улици и булевари во Кавадарци. Планираме изградба на 3 нови кружни текови и се разбира, не сме заборавиле. Она што е најважно за еден дел од градот Кавадарци, тоа е да го комплетираме колекторскиот систем до село Марена. Не сме ги заборавили и младите во нашата програма. Ќе изградиме младински културен центар и ќе изградиме и бизниси и стартап центри за младите кавадаречки предприемачи. Ќе ги стипендираме најдобрите студенти и ученици, но и ќе организираме надпревари за иновации. Кавадарци од секогаш бил расадник на млади и успешни таленти. Планираме да им понудиме поголеми можности на сите оние наши млади луѓе кои што решиле и покрај цела криза да останат тука и да живеат. Тоа е наша должност да ги задржиме младите покрај нивните родители и во овие семејства. Се обврзувам пред вас, запамтете ме добро. Никогаш повеќе нема да дозволиме директори на основни и средни училишта да ги оценуваат наставниците со било какво учество во политички настани. На митингот во Кавадарци, председателот на партијата и премиер на владата на Република Македонија Зоран Заев на лозарите им вети дополнителни 2 денари килограм субвенции поради лошата година во лозарството и поради ниските цени на грозјата кои ги имавме оваа година. Премиерот Заев ова го вети синоќа пред кавадарчани на митингот кој беше одржан од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Инаку во своето обраќање тој потсети дека за кратко време она што го ветиле го исполниле. Вратена е ефтината тарифа на електричната енергија, донесен е законот за стечени работници. Потоа донесен е законот за минимална плата од 12.000 денари. Укинето е екстерното тестирање. Исплатени се 68 милиони евра субвенции, а исто така исполнети се и некои други обврски кои како влада беа ветени дека ќе бидат исполнети во првите 100 дена од работата на ова влада. А пред се Заев рече дека Македонија мора да се гасифицира. Струмица, како еден од градовите каде што е градоначалник, рече прв во Македонија ги почувствува благодетите на гасификацијата. Затоа и таа е многу важна да биде спроведена во многу градови во Македонија. Во врска со актуелните состојби во бизнис секторот во општина Кавадарци, пред се со Фени, премиерот на владата на Република Македонија Зоран Заев рече дека ова влада ќе се заложи Фени да не биде затворен. Заев вети дека сите кои работат на случајот на Фени индустрија од Кавадарци ќе се заложат оваа фабрика во Кавадарци да остане и понатаму да работи, а вработените да не добијат отказни решенија. Првата работа што ја направивме, го укинавме екстерното тестирање. И помогнавме и на децата, и на родителите, и на наставниците. Паралелно со тоа, правиме веќе реформа во образованието. Ке учат децата само тоа што им треба, што ќе ги подготви за пазарот на трудот. Кога ќе завршат образование, лесно да може да се вработат. Заради ова реформа, никогаш повеќе децата од 1 до 4 нема да имат по 5, по 6, по 7 часа. Повторно ќе имат секој ден по 4 часа, а среда и петок по 3 часа. За да живеат детски живот. Заборавија децата што е детски живот. За само 3,5 месеци исплативме 68 милиона евра субвенции за земјоделците. 68 милиони евра. 8 милиони евра директно стигна овде за лозарите во целиот овој период. Директно помогнавме преку визбите дополнително повеќе на 13 визби со 700.000 евра пари кои што учествуваат во покачената цена на откупот на грозијата. Веднаш направивме напори и со повардарија, и со сите други да се исплаќат оврските од претходните години. И почна исплатата на оврските, останаа уште многу мали средства, кои што до крајот на годината ќе бидат исплатени. И не само тоа, поддршката за лозови насади ја покачивме за 10%. Од 40.000 денари, сега е 44.000 денари. И вечерва имам посебно задоволство. Не само 2 денари субвенции за предадено грозје. Објавувам во Кавадарци заради лошата година
уште 2 денари, дополнителни субвенции за лозарите. И тоа не е само за црното грозде, и за белото грозде. За 60 милиони килограми по 2 денари се 2 милиони евра дополнително пари. Оти знаеме дека нема зијан ако најдеме пари и ги пуштиме кај граѓаните. И не пари од кредити, пари од даноците што ги плаќате, ги враќаме назад, за да имате доволно плюс дополнителни пари. Оти вие знаете, тешка беше годината заради временските непогоди. И сега им треба помош на лозарите. И затоа ќе имате нашата поддршка да не ги лаже паметот. Заев ќе намалува субвенциите. Не, растат субвенциите. И ќе растат секој момент, секогаш кога треба.